Добар, убав и среќен ден, драги и верни наши пријатели. Голем поздрав од Златно буре Кучково. Ние со нашата екипа Вкусот на традицијата, Алфа телевизија, тука си ја снимаме емисијата, си уживаме затоа што е многу свежо, има многу помалку степени за разлика од центарот на Скопје. Тука сме на височинка, сепак близко до Скопје, убава природа, базен ако сакате да си пливат, има многу уживања и вкусна храна се разбира. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви подготвам грашок манча. Има многу варијации за грашокот, но мене ми е ова најомилена. Грашокот се користи во многу рецепти од македонската традиционална кујна, но ова ми е најомилена затоа што ме потсетува на мама. Кога бевме деца, ни ја правеше оваа манџа и секогаш ја правеше на различен начин. Например, никогаш немаше иста рецепта. Например, ќе види тиквичка во кујната, ќе стави тиквичка, ќе види пиперче, ќе стави пиперче. Ако нема тиквичка и пиперче, без тоа и пак ќе беше најубава манџата. Ете тоа е тоа како велат раката и срцето и љубовта на мајката. Затоа секогаш ви препорачувам, велам барем еднашка, два пати во неделата сгответе нешто за вашите деца. Да имат на што да се сеќават, затоа што тоа е голема љубов што треба да ја примат децата од вас и внучињата исто така. Грашокот е од родот мешункасти растенија, како што е леќата, боранијата, гравот и така натаму. И порано бил запоставуван грашокот многу. Се сметало дека не е доволно хранлив и така натаму, но веќе тие теории се променети. Велат дека грашокот има богата нутритивна вредност. Значи, ако сакате, има големо количество на витамин А, потоа витамини С, потоа има минерали. Исто така, богат е со растителни влакна. Значи, може да ја подобри работата на дигестијата, може да ја подобри работата на кардиоваскуларниот систем, може да го подобри видот кај човекот со редовна не секојдневна, туку редовна употреба на грашокот, превенција против канцер и така натаму. Значи, јадете го грашокот и уживајте во неговиот вкус. Јас за ова грашок манџа подготвив следното. Една кесичка грашок, околу 400 грама. Само еден пилешки стек е доволен да ја најадете 1/4 члено семејство. Една тиквичка, една пиперка, една главица кромит, половина китка макдонос, 2 патлиџане, ја сакам за да биде покрасатка. Еден морков, масло по потреба, вода по потреба, бибер, сол, буковец, црвено пиперче и малку мешан сув зеленчук и неколку чешниња лук. Нека има лук многу. Ке ви треба само едно тенџере, кој што се во него ќе ставите. Прво, ставам масло. Околу 1,5 децилитар масло за целата манџа. И сега што правиме? Прво, да го испржиме кромитот. Нека има многу кромит. Кромитот и пиперката ќе ја подготвам. Пиперката исто така ќе испржиме со кромитот. Го ставам и пиперчето внатре. Не треба многу да се пржи, колку само да омекне кромидот и пиперката. Така. Ќе ставам малку сол. Така. Сега ќе ја насечкам и тиквичката.
но со селушпа, претходно само добро измиена. Има многу варијации на чорби, манџи, комбинација на грашокот со компир, со ориз, да видам дали е моментот, е уште малку да се пропржи кромидот, компир со ориз, понатаму во комбинација со месо, манџа, тава, турво турли тава, кремасти супи, чорби. Ето така. Сега ќе ја додадам и тиквичката и морковот. Сега ќе пушти доста вода тиквичката. И морковот, но ќе се спојат во прекрасен вкус што ќе даде на манџата посебна нота. Сакам секогаш кога ми е рендан морковот, затоа што побрзо ми се вари. Ето така. Сега ќе го подготвам и месото. На вакви парчиња, секој да знае по колку ќе си земе. Бело пилешко месо, за оваа манџа ни треба 1 стек. Може како на коцки така да направам, за секој по 2 коцки доволно е. Ете така. Промешувам. Еве сега ќе додадеме мешан сув зеленчук. Малку за вкус. Малку бибер. И малку буковец. Штубава манџичка. Сега го додавам мевцето. И грашокот. Така. Да се запржи и мевцето. И грашокот. И сега тука ќе му додадам малку црвен пипер. Така. И лукчето. Значи, ова манџа е многу издашна, а нема да ви земе многу време.
Мислам дека ќе треба уште малку масленце да додадам. Па македонска манџа така е. Сега ако не е масна, викат не чини и стварно. Ќе му ставам лукче. Ете, така, ситно сечкано. Колку повеќе ставите, толку подобро. Сега ќе го насечкам патлиџанот. А може и да го нарендам. Мислам дека ќе биде уште подобро доколку го нарендам. Да, ќе го рендам. Ем побрзо ќе завршам работа, ем нема да има лушпи во манџата. А од лушпата ќе си направам вечер маска на лицето. Два патлиџана се сосем доволни за овие потребни состојки. Еве едниот веќе ќе го ставам тука. Да. Колку убав вкус ќе добие. Сите бои ги има. Сите бои. Еве уште едниот. Еве и ова оди во тенџерето. Ветува одлична манџа. Прсти да си изедете. Гледај, со едно пилешко мевце, една кеса грашок, се наполни тенџерето. Сега ќе налеам вода. И ќе си го оставам да си крчка. Значи нема, вода ќе треба, па може би 1 литар, да, затоа што ќе треба најмалку половина час да крчка. И ќе го ставам макдоносот и ќе пробам за вкус да видам дали е доволно солено. Треба уште малку сол. Вие останете, драги наши, со вкусот на традицијата. Јас кога ќе сварам манџата, во меѓувреме ќе направиме салатичка, една чашка винци, ќе седнеме заедно да ручаме. Одлично. Таа ќе си се крчка. Додека ја направиме салатата, лепче, ти реков ми рече, ќе биде готово. Леле, права македонска манџа. Останете со вкусот на традицијата.
драги пријатели, сега ќе игра лажицата. Лажицата ќе игра. Шубава манџичка, видете, богата, со зеленчук, со мевце, со сосот, доматите. Ете така. Па и лепче, тука сега доаѓа во комбинација, нели? Ете вака. Па и едно пиперче да си земам. Ова е нашата традиционална манџичка од грашок. Колку е вкусна! Грашокот како путера. Значи можете да користите и свеж грашок, грашок од конзерва, замрзнат грашок. Прекрасно нешто. Драги мои, направете си оваа манџичка, потсетете се на детството. А и децата сакат манџички. И многу ми убаво дека е со пилешко мевце. Дури можете и копанчиња внатре да ставите. Значи, ништо нема да биде по-лошо, напротив. И така е убаво, и така можете и телешко мевце да си ставите. Што и да ставите, ќе биде прекрасно. Битни се сите овие зеленчуци внатре. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат, раката, тој што ќе ти ја подаде, во моментот кога си паднат, е позначајна од 100 раце што те гушкат кога си станат. Се гледаме следната емисија. Довидување, останете во добро здравје. На здравје.